Ви благодарам. Попатно, како да кажавте, нешто што е причина за она што се случува во поштата. Партизација и политизација, 18 години поштата речиси беше собственост на една партија и интересна работа. После секоја загуба, директорите, наместо како во Сингапур велат нема повеќе да може да бидат директори, ако ја доведат институцијата во загуба, тие добиваа нови функции повисоки. Прво, крај на тоа. Второ, прашањето го постави во името на граѓаните со кои живеам. Зборувам, значи, за шалтерскиот простор. Таков не постои на Балканот, може би во Европа. Еден огромен круг со шалтери. Тој сакаме ние да ни го вратите, за да не одиме во онаа пошта со субстандардни услови. Инаку интересна работа. Поштата како намерно да се уништуваше. Да подсетам, се случува пресретки на пратки, грабежи како на Див Запад. Што не се случуваше во поштата? Тоа едно време доведе до барање предлог, паметам, канадски пошти да ја купат нашата пошта и со неа, но тогаш имаше уште за земање и не помина тој предлог. Значи, ве молам, ги поддржувам реформите, нужни се реформи, тоа е ваша работа, јас не се мешам во моделот, меѓутоа мислам дека треба час поскоро да се преиспита можноста, барем каква е таа пошта која им припаѓа на директори и на администрација, а не на граѓани. Барем тој дел кој што сега е во употреба да се активира. Мислам дека идејата на Кензо Танге беше таа, да имаме најубава пошта како што имавме најубава железничка станица, и јас тука очекувам помош од Министерката за култура, бидејќи Борка Лазевски е Борка Лазевски. Не може двата мурали да ги изгубиме, едниот во железничка станица, катастрофата, и едниот овде човечката рака. Ви благодарам.